Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Се јавуваме со првата наша емисија, радиоемисија на Глас од Македонија, почитувани слушатели, со која сакаме да ви пожелиме во 2025 година да имате добро здравје, радост, меѓусебно разбирање, се разбира и просперитет. Денес исто така празникот е Свети Наум Охридски, но и Коледе. Вторник е првиот ден од Божик, а како што знаеме сите дека 3 дена е Божик, вториот ден е собор на Света Богородица, а тоа е среда, а четврток Свети Стефан. Токму вечерашната наша емисија ќе биде посветена на овие божични празници, но пред се да одиме со една жална вест. Новата година ја дочека, но не дочека да им рече среќен Божик на своите најблиски, нашиот сонародник Петре Јановски од село Велушина. Почина на неговата 91 годишна возраст. Посмртните останки ќе бидат изнесени во капелата Heritage Funeral, а после на почит можете да му оддадете четврток од 2 до 4 часот попладне и од 6 до 8 часот навечер, додека пак опелото ќе биде во црквата Свети Климент Охридски од 10 часот утрото. Остануват вечно да го жалат неговите синови Ѓорџ и Ник со своите фамилии, посебно 4 внуци, како и братот Марко Јановски со фамилијата од село Велушина. Сочувство до фамилијата на починатиот Петре Јановски и од името на мојата фамилија. Петре, во најтешките моменти и ти беше еден од тие што ми излегуваше во пресрет. Иако за последно, јас јавно сакам да се заблагодарам, но ќе те паметам додека сум жива. Почивај во мир, драг наш пријателу Петре Јановски. Доколку имате потреба од печатење на бизнис карти или покани за родендени, крштевки, свадби, тука меѓу вас се Ацо Илиевски со телефон 416-358-2605. Но не е само тоа. За вашите крштевки, родендени, армаси, свадби и слично, за да атмосферата биде пријатна и весела, оркестрот на Ацо и Смилја ќе допринесат да имате незаборавена вечер. Телефонот е 416-358-2605. А пак македонската ракија прочуена насекаде во светот, но фамилијата Петровски се погрижија да ја олеснат работата, така да отворија фирма овде меѓу вас. Квалитетна ракија, бела или жолта. Послужете ги вашите гости со македонска ракија од фирмата Петровски Спирит, токму сега за божичните празници, а се разбира и за наша стара нова година. Телефонот е 905-708-3711 и побарајте го Јордан Петровски.
Како што реков, денес е празникот Свети Наум Охридски. Сите оние кои го носат името на Свети Наум, нека им е честито и вековито. Вторник почнува првиот ден од Божик, па после собор на Света Богородица, значи тоа е среда, а четврток Свети Стефан. Исто така, сите оние кои ги носат овие имиња на светците, нека им се честити вечни, а на мојата ќерка Христина и го честитам и именденот и роденденот, посакувајќи од се срце ова година да ни зарадува со голема радост. Токму со вакви честитки и желби за среќа и просперитет во 2025 година и празникот Божик до сите своји најблиски роднини, пријатели и целиот македонски народ испраќа и познатата солисткиња на македонската народна песна Фана Шомова. Но да дадеме кратка информација околу самиот празник Свети Наум Охридски. Свети Наум Охридски бил роден околу 830 година, а умрел на 23 декември 910 по јулијанскиот, односно стариот календар, а иначе по новиот или грегоријанскиот на 5 јануари. Тој бил средновековен научник, писател, учител и еден од основоположниците на словенската писменост и македонската писменост и просвета. Денес неговите мошти се изложени за него во наречениот манастир Свети Наум. Свети Наум потекнувал од богати и побожни родители, а поради љубовта кон христијанството, тој се откажал од наследството и се замонашил. Тој бил најмладиот ученик на светите Кирил и Методи и со нив тој учествувал во моравската мисија, го ширил христијанството и во Панонија, Девол, Илирик и други краишта. По завршувањето на моравската мисија тој заминал во првото бугарско царство, тогаш и не постоела, ама новата историја така кажува бугарско, а иначе тогаш беше се македонско, каде го поминал остатокот од својот живот. Првично тој живеел во престолнината Велики Преслав, каде се приклучил во работата на Преславската книжна школа. Подоцна Наум заминал во Охрид, каде што му се приклучил на Свети Климент во работата на Охридската книжна школа. Свети Наум бил еден од основачите на Преславската книжна школа, каде работел како учител од 886 до 893 година. Како еден од најдаровитите ученици на браќата Кирил и Методи, во 893 година, кога Климент бил назначен од царот Борис I за словенски епископ во Дрембица и Велика. На неговото учителско место во Кутничевица бил назначен Свети Наум Охридски, кој раководел со Охридската школа во текот на 7 години, а во 900-та година се повлекол во манастирот посветен на Свети Арангел Михаил. Во манастирот Свети Наум собрал големо мноштво братство. Познато е дека се занимавал со литературна дејност, но неговите текстови се уште не се идентификувани. Од двете кратки житија напишани на црковно-словенски, односно старомакедонски јазик, се гледа дека бил голем учител, просветител, кој се разбира во народната медицина и толерантно ги водел црковните работи. На Свети Наум Охридски му се припишуваат и делата Канонот за апостол Тандреј, Канонот за пренесување на моштите на Јован Златоуст. Набрзо по смртта, која била на 23 декември 910 година према стариот календар или јулијанскиот, а новиот 5 јануари, Наум бил канонизиран за светец поради чудата кои се случувале на неговиот гроб и во манастирот, а култот за него започнал да се шири во Македонија, односно низ целиот Балкан. Во посланието на Охридскиот архиепископ Јосиф од 21 мај 1740 година се вели дека чудата и благодетите на Свети Наум биле побројни од звездите на небото. Сепак првите легенди и преданија за неговите чуда биле објавени во втората половина од 19 век. Во 1925 година српскиот епископ во Охрид
Владиката Николај издал книжка со 30 чуда, предание и кажувања за Свети Наум, пишувајќи дека Свети Наум е почитуван и живеа како опомена и совест во душите на луѓето. Во една легенда се вели дека Охридскиот цар му го изградил манастирот на Свети Наум, додека пак друга легенда запишана од Бранислав Нушич се вели дека манастирот бил царски дворец кој Свети Наум го добил како подарок за излекување на царската ќерка. И на кој ден денес, без разлика која вера се доаѓаат од многу држави во Европа па и од светот и исто така многу муслимани за да се лекуваат наоѓајќи и спас и лек во кај самиот манастир Свети Наум. Таму има и извори под Карпата, исто така каде луѓето се мијат за да се излечат. Па да одиме токму и со една убава песна посветена на Свети Наум, а од името на фирмата Белстон Електрик и собственикот Александар со сопругата Алекса и ќерките Мила и Маја Белчевски, како и сестрите Христина и Марија со сопругот Бени Шатоу од цвеќарата Flower by Lilacs, сакат на сите своји најблиски роднини, пријатели, муштери и на целиот македонски народ да им ја честитат новата 2025 година и празникот Божик, за да секој едно семејство живее во мир и спокојство. Долу под лична Галичица, реката Дрин, кај што извира, таму крај бистрото езеро, манастир убав се простира. Манастир свет македонски на Свети Наум Охридски, знаен по чудата негови, славен од народ со векови. Почива мудриот ученик на Свети Кирил и Методий, просветител, благороден, на Бог и народ посветен. Кога во манастир влезете, на гробот на Свети Наум глава ставете, чујте го и вие чудото, како му удира срцето. За иста татковина, библиска Македонија. Верно на народ му служеше, со Свети Климен го учеше, вера да слави христијанска во своја црква македонска. Земјата прославена пред Христос благословена.
Организацијата Обединети македонци со председателот Ристо Дурловски ве поканува на 1 февруари во големата сала на црквата Свети Климент Охридски по повод Гоцевата комитска вечер која по 52 пат се одржува. Овој пат за почесен гостин е поканет Фикрет Сак, македонски деец од Турција. Повелете сите на Гоцевата вечер да го прославиме роденденот на македонскиот национален апостол и родендените на сите знаени и незнаени македонски борци за слобода и да се запознаеме со состојбата на многобројните македонци во Турција, порачува председателот Дурловски. За влезници јавете се кај него на телефон 647 678 9360 или при секретарот Драги на 416 823 6520. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416 624 0853 или 647 780 6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416 624 0853 или 647 780 6549. А сега околу обичаите за Коледе и за Бадник. Бадник е празник кој се прославува во кругот на семејството со посна, но свечена вечера и прераскажување на библиски приказни. Бадник, старомакедонски или будник. Традиционално во Македонија семејството се собира на вечера на Бадник. Се подготвува богата трпеза, исклучително со посна храна, питулици, сарма, граф, компир, риба, зелник, овоши и друго, што треба да обезбеди богат труд на земјоделските култури во следната година. Обичај е по вечерата софрата да не се крева, туку така заедно со храната да остане цела ноќ. Ова е поврзано со верувањето дека ноќта ќе дојде Дедо Боже и ќе се нахрани, или во некои места духовите на мртвите. Богати обичаи и верувања на Бадник се поврзани со обредниот оган, како и со горењето на дрвото наречено Бадник или Бадникојца. Тоа е значи на денот Коледен, на денешен, како што е денес Коледе. Во врска со обредните коледарски огнови е и обичајот Коледица. И денес, како и во минатото и во селата и во градовите во сите краишта на Македонија, помали или поголеми групи деца палат оган и го прескокаат. Рано изутрина на Бадник, децата пеат, како утре рано се бајле, децата пеат и одат по куќите, каде што добиват подароци, како што се пари, ореви, костени, јаболка, портокали и друго. Една од најпеаните песни што и сега се пее во овие случаи Коледа леде ја среќаваме на многу места низ Македонија, а е објавена од Бојаджиев во 1893 година. Меѓу другото вели: Коледе леде, паднало греде, утепало деде. Дедо се мачи, баба го квачи со 4 јајца, гускени, паткени. Олеле, леле, Коледе. Богати обичаи и верувања на Бадник се поврзани со обредниот оган, како што се е и со горењето на бадниковото дрво. Најчесто се гори пенушка од даб. Таа ноќ, како што запишал велгоштанецот, односно охриѓанецот Кузман Шапкарев, сите домашни луѓе не заспиват, туку преноќеват будни, та од тоа се гледа дека таа ноќ е наречена Бадник или Будник. На Бадник и Божик се изведуваат и повеќе други обичаи, како што се сечењето и горењето на дрвото Бадник, коледарските огнови и многу те песни што се пеат крај нив. Децата утрото на Бадник ги посетуваат куќите каде што пеат песни, ги најавуваат и го честитат големиот празник. Денеска е Коледе, утре е Божик, зашто добиваат дарови, овоши, бомбони, пари и така натаму. Со Божик е поврзана и поговорката пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си, што има двојно значење. За време на големиот празник треба да се биде во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радоста
радосната вест за раѓањето на Спасителот, но не е однет да се посети во најстудениот период од годината, сепак најпријатно и најбезбедно е во собствениот дом. На Божик се оди во црква и се врши причестување со земање нафора и вино, кои го символизираат Исусовото тело и крв. По овој чин, луѓето смеат да се омрсат. Се подготвува богата софра, но која скоро задолжително било свинско месо. На денот на Христовото раѓање, по одење на црква, луѓето се веселеле, играле и пееле сред село. Божик, според црковниот календар, се празнува 3 дена. Вториот ден, како што спомнав и предходно, е соборот на Света Богородица, а третиот е Свети Стефан. Божик и Бадник се најсреќни празници каде што се шири љубовта меѓу народот, каде се заборава на грижите и се оживува надежта. Христос се роди. Па нека биде секогаш така, да бидеме здрави и весели, а за тоа нека ни помогне и песната што за вас ја пее Сузана Спасовска. Sveta Bogorodica, rodi sin Gospodov, verujame во истина, Христос е на земјата, Отецот го испрати, Синот свој еднороден, Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Христово, слезе Бог од небото. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Чеда Божи ние сме, крстот свој поносиме, верата во Христоса, човеково спасение. Овој ден е возвишен, ни се роди Спасител. Славете, христијани, да се личат векови. Отецот го испрати, Синот свој еднороден. Рождество е Христово, слезе Бог од небото. Рождество е Христово, слезе Бог.
А сега да се обратам и до нашите млади дечиња. Драги дечиња, дали знаете дека Санта Клас е Дедо Мраз? А Дедо Мраз е белобрадиот Свети Никола, кој беше роден во градот Мира во Ликија, тогаш беше Македонија, а денес сигурно сте се слушнали дека е околу Турција. Инако роден е во 4 век, затоа можат вашите родители повеќе да ви кажат, а умира на 19 декември према новиот календар Грегоријанскиот. Еве како настанало со Дедо Мраз, односно самиот Свети Никола. Во старо време имало царства. Царските деца ги праќале да се учат во големите прочуени школи кај прочуени учители. Така се случило во еден голем град покрај морето, еден прочуен цар да го прати својот син во таа школа да изучи повеќе науки од прочуени учители. Од друг крај на светот, еден друг цар ја пратил својата миленица, ќерка си, да учи во голем град, во високи школи со прочуени учители. Во тој град, покрај морето, се сретнале двете царски деца да научат повеќе знаење од прочуени учители. Со времето по години поминати заедно, децата порастале, учеле и почнале да се дружат. Кога не биле во големото школо на учење, тие биле слободни и оделе на прошетка во градот. Често пати, кога било морето мирно, оделе заедно на прошетка крај морето и често ангажирале лодки или кајчиња да се повозат по морето. Еден ден било недела и заедно се упатиле кон градот да се прошетат низ улиците и долго се загледувале по излозите во светлиот град. По пат кон градот забележале еден стражар кој чува мртовец с краја од патот. На враќање од градот го забележале истиот стражар кај мртовецот со пушка преку рамото, а било студено и скоро пред зајди сонце. Девојката и момчето заминале по патот, но се почудиле зошто мртовецот не е погребен и зошто стражар го чува. Девојката и момчето се вратиле назад и го запрашале стражарот зошто мртвиот старец легнат крај патот се уште не е погребан како што е редот. Стражарот му одговорил со следните зборови, со следните лафови. Старецот е должен 3 лири на човек, на кој треба прво да му го врати борџот, а потоа ќе биде погребан. Момчето ја чул причината за мртовецот, зошто не бил погребан, а веќе се стемнувало и студените денови станувале уште покуси. Момчето извадил од своите пари и го платил борџот кај за стариот мртовец на стражарот, војник, со пушка на рамото. По многу години во еден убав и сончев ден, девојката и момчето решиле да одат и да се повозат со кајчето по морето. Го најмиле најблискиот што го возел кајчето, влегле во лодката или кајчето и заминале кон отвореното море. По некое време, бидејќи биле многу далечина од крајбрежјето на градот, кај што учеле во големите школи при прочуени учители, момчето и девојката се обеспокоиле, се загрижиле и го прашале бродарот, односно тој што го возел кајчето, каде ги вози и зошто се толку далеко од градот, дури ниту брегот не се гледа. Човекот ги успокоил покажувајќи им еден мал остров средно и дека таму ќе се прошетат и потоа назад ќе се вратат. Дошле до островот сред морето и лодкарот или бродарот му рекол на момчето прво тој да излезе од бродчето, а потоа девојката. Момчето се симнало и во тој миг бродарот го свртел кајчето и брзо отпловил кон спротивната страна низ отвореното море. Девојката викала, плачела на цел глас, но самиот бродар ја насочил самата лодка или кајче кон далечните пристаништа на морето. Момчето останало самотен на пустиот остров. Нито жива душа немало низ целиот остров, кој бил мал и невидлив за просторот на отворено море. Почнал да се храни со тревки и диви плодови што се раѓале на пустиот остров, опколен со морските далги или бранови, оддалечен и невидлив од сите страни кон отвореното море. За цели 3 години станал коски и кожа од тагување по неговата дружка, со која го планирале заедничкиот живот.
Лоткарот ја имал забележано девојката многу поодамна и само се мислел како да ја присвои за себе. Ја однесол далеку покрај морето и таму изградил голема меана за патниците крај морето. Насред меана имало изградено кружни скали, по кои девојката се качувала секоја вечер и оттаму пеела по желба на Лоткарот за расположение на гостите. Таа ги пеела сите песни што ги знаела и научила, само една песна никогаш не ја испеала. Песната што си ја пееле заедно со момчето за кое мечтаела и тагувала. Таа песна никој не ја имал чуено од никаде, само двајцата ја знаеле и пееле, оти била нивна песна. За 3 години на пустиот остров ниту патник не поминал покрај островот, ниту пиле не пролетало над морето. Момчето секој ден се загледувал во далечини, не били некој заскитан лоткар да помине крај овој пуст остров. Еден ден, како во магла од силното сјајно сонце и од блесокот од зраците, надалеко здогледал нешто како бродче низ морето. Возбуден и растреперен, почнал да мафта со рацете и со својата единствена кошула која останала до тоа време. Викал силно колку што глас го држи, мафтал непрестајно. Не биле го забележал некој кој сигурно е заскитан патник низ отвореното море. По некој време пристигнал старец крај пустиот остров, го прибрал во својата лодка и заминале заедно по отвореното море. За тоа време момчето му ја раскажал на старецот тажната приказна за себе и девојката. Му раскажал за неволјата што му се случило и понизно му благодарил што ете го спаси од погибија. Старецот го ислуша момчето и му предложи да работат заедно на варовникот со договор што ќе спечалат на половина да си поделат. Момчето беше задоволен и прифаќаше се што старецот предлагаше. Спечалија доста пари и еден ден решија да се одморат и да пропатуваат по морето. Патуваа, пловеа долго покрај крај брежните меани и гостилници. Се стемни и тие одседна во една од тие гостилници. Порача јадење за вечера и вино за пиење по вечерата. Беа уморни, но тивката песна која се слушаше од некаде ги расположи да поседат повеќе време во меаната. Момчето не можеше да види од каде идат тие гласови со мелозвучно пеење. Девојката која беше зацкриена меѓу зеленило и цвеќе го забележа момчето и старецот кој порачува вечера. Тогаш во себе си рече: ќе ја запеам нашата песна, ако даде внимание, можеби тогаш. Запеа како некогаш дотогаш толку жално и таговно во гласот, кој треперливо се разлеваше во гостилницата. На момчето му затрепери срцето и му светна очите. Почна да се врти наоколу, но ништо не можеше да види од каде доаѓа тој мил, препознатлив, спокоен наплив од песна. Тогаш девојката полека се симна од кружните скали, обвиткани со зеленило и цвеќе, отиде во кујната и посака сама да ги послужи пристигнатите патници. Не преозбори нити збор, само со послужавникот го остави писмото во кое им кажа каде да ја паркираат својата лодка или брод или кајче. Откако си замина и последните гости од крчмата, девојката дојде до скалите кај што секоја вечер се качуваше на горниот кат за спиење, но во овој момент скрша кон задниот излез и влезе во кајчето кое беше укотвено до задниот влез. Без шум замина далеко кон местото на варовникот кај што живее старецот и момчето. Утре дента старецот му рече на момчето: според договорот сега е време да го поделиме спечаленото на половина. Така е, дедо, ќе делиме на половина. Но и девојката ја спечаливме заедно и таа ни припаѓа по половина. И неја, дедо, ќе ја делиме на половина, се насмеа од срце момчето. Тогаш старецот му кажа кое, рече: да сте ми здрави и благословени, парите и девојката се твои. Јас сум оној старец што мртов го чува на патот во градот, додека не си го плати борџот на земјата, а вие ми го исплативте тој борџ. Ти му ги даде лирите на војникот, стражар со пушката, кој беше задолжен да ме чува и да не ме погребат додека не си го платам борџот на земјата. Јас сум старецот Свети Никола, морепловецот. Па, честити, нека ни се празниците, драги дечиња. Елко, порасни уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди, да реди. Следе соба високо, елката ни стои.
boj. I ja krasat igrački, boj ljada boj. Elko, porasli uštede i podi, sada može delo nas da robi da redi. Elko, porasli uštede i podi, sada može delo nas da robi da redi. Snežana od grankite, milno mi se sme. I veli veselo se koj neka pen. Elko, porasli uštede i podi, sada može delo nas da robi da redi. Porasli uštede i podi, sada može delo nas da robi da redi. Porasli uštede i podi, sada može delo nas da robi da redi. А сега и една специјална честитка за божичните и новогодишните празници. Нашиот познат сонародник и помагател на многу места, Грек или Грегори Цанев од село Арменоро, сака со посебна честитка да ги поздрави сите своји најблиски роднини, пријатели и целиот македонски народ, а како поранишен председател на Леринското друштво да ги поздрави сите членови со желба новата 2025 година и на целиот македонски народ да им донесе понатамошна среќа, добро здравје, радост и меѓусебно разбирање, а Македонија да си го добие заслуженото победа на неправдните работи што беа наметнати врз неа. Па честита 2025 година и среќен Божик посакува Грегори Цанев. Сонцето наше надалеку гре, ей од вечни векови. Сонцето откуд леш со нас ке живе, браќа, сестри, македонци. Турот искона, народ измачен, секаде по светот раселен. Црна темнина ни го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Црна темнина ми го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Сонцето наше надалеку гре, е од вечни векови. Сонцето откуд леш со нас ке живе, браќа, сестри, македонци. Боже, слушни ја нашата молитва, чувај ни ја Македонија. Каде и да сме, нејни че да
više zname je razvene. Sonce do naše nadaleku gre i od većini vekovi. Sonce dok putneš Slovenske žive, braća, sestri, Makedonci. Od dedo pradedo bajrak čuvale i na bajrak znak si turile. Sonce kutleško, gordost golema, da se znaje do kade Makedonija. Sonce kutleško, gordost golema, da se znaje do kade Makedonija. Sonce do naše nadaleku gre i od većini vekovi. Sonce kod putneš Slovenske žive, braća, sestri, Makedonci. Sonce kod putneš večno ke žive, braća, sestri, Makedonci. За да и понатаму се емитува радиопрограмата, Глас од Македонија ја бара вашата помош со донација или реклами. Телефонот е 647-780-6549. А пак доколку планирате да одите во Македонија, покрај Скопскиот аеродром, односно покрај дестинацијата за Скопје, се отворат и неколку компании отворат летови и до Охрид. Јавете ни се за подетелни информации на 647-780-6549. А сега една вистинска приказна, односно од рубриката Верувале или не. Еднаш сонародник вели: мојот син прооде откако се напи од водата на овој извор. А каде е тоа? Тоа е во Велес. Соседите го уредиле местото, поставиле чаши, на секој што сака може да се напие. Изворот е на улица Максим Горки, близу местноста Долни Дуќани. За чудото да биде поголемо, на 10 метри подолу се наоѓа уште еден таков извор. Во стариот дел на Велес, близко местноста Долни Дуќани, се наоѓа изворна вода. За неа постои верување или легенда дека е лековита. Соседите ја уредиле, поставиле чаши, па секој што сака може да се напие. Реков дека изворот е на улицата Максим Горки спроти куќата на Касапови. За чудото да биде поголемо, на 10 метри подолу се наоѓа уште еден таков извор, кој според раскажувањето има исто така лековито дејство. Приказната што малкумина ја знаат, а која се поврзува, а тоа го знаат најмногу велешани и околината, а која се поврзува со можното лековито влијание на водата од овие извори, почнува со жена од Прилеп. Таа ја открила лековитата моќ на едниот од изворите, а за него дознала преку сон. Така барем вели велешанецот Ѓорги Стефанов, кој живее близу изворот. Тој, како што тврди, лично и помогнал на жената од Прилеп да го уреди првиот од двата извора. Еве што се случило. Дојде жена, вели, на свој 40-45 години и започна да го уредува местото. Изворот беше обраснат со треви, имаше пијавици. Тие се лепеа за неа, за рацете, нозете, но таа неуморно работеше повеќе дена.
Од мене побара штици и ги дадов за да го уреди кладенецот. Ми раскажа дека се вика Транка и дека е од Прилеп. Си имала мака што ја довела тука. И тоа на сон и се јавил глас, раскажува Стефанов. Транка, според кажувањето на Ѓорѓи, имала син кој бил легнат во кревет неподвижен. Таа и низениот сопруг го носеле детето кај разни лекари, но чаре не се нашло. Биле и надвор од земјава, но синот останал да лежи неподвижен. Една ноќ на сон се јавил глас кој порачал да оди во Велес и рекол дека на местото помеѓу 3 цркви и пат кој води веднаш по првата лево има кладенец. Таа сонот му го раскажала на сопругот кој не сакал да ја слуша. Тој им верувал на лекарите, не сакал да верува во вакви работи. Жената под влијание на мажот го занемарила сонот, но по некое време сонот пак се повторил. Тоа било знак за Транка да го фати првиот автобус за Велес и благодарение на јасните назнаки од сонот веднаш го пронашла изворот, иако никогаш не била во Велес, објаснува Ѓорѓи. Работела сама 3-4 дена, го исчистила изворот, кој до тогаш никој не го користел, го уредила местото и се подпишала за спомен, при што го додала и дедот на годината кога работела. И денес, кај изворот стои 6 октомври 1974 година, Транка Тасевска. Транка се поздравила со соседот Ѓорѓи и заминала за Прилеп. После некое време повторно се вратила во Велеске изворот и тогаш повторно го сретнала Ѓорѓи и како што тврди тој му раскажала за чудото што ја чекало дома. Синот кој го оставил неподвижен и легнат во кревет, кога се вратила ја чекал седнат. Жената, како што вели Ѓорѓи, му дала да се напие од водата, пошто детето почнало да се движи. Се движило полека само без ничија помош. Од тогаш ни за ова место останало верување дека е лековито. Сепак според верувањето и легендата што е поврзана со жената од Прилеп, не може кога било да се напие оваа вода. Таа според кажувањата може да се користи само во среда, односно само тогаш ја има лековитата моќ. Дали е тоа така, не може со сигурност да се тврди. Малкувина Велешани знаат за ова место, а ретко која знае приказната што е поврзана со изворот подолу, пак од тој извор на 10 метри има и друг кладенец. За жал, јас мислев дека сите од околината знаат за овој кладенец. Се нарекуваат другиот кладенец Света Недела и според верувањата служи за лекување други болести. Тука се доаѓа само во недела. Луѓето си ги мијат рацете и нозете, оти се верува дека водата лекува рани. Дејствува само во недела пред сонце. Луѓето се мачкаат и заздравуваат, тврди соседот Ѓорѓи. Без оглед на легендите, жителите од ова Велешка улица веруваат дека двата извора се лековити. Доколку ги прашате каде се наоѓаат, срдечно ќе ви помогнат. Дали ќе се миете или ќе пиете од водата и дали ќе верувате во легендите на лековитоста на овие извори е ваш избор, вели самиот човек Ѓорѓи. Ете, тоа беше околу лековитата вода во Велес. А сега да одиме и со новините од Македонија. Телевизија. Како ќе постапи Бугарија по заклучокот на Комитетот на министри на Советот на Европа? Софија да се изјасни по пресудите на Судот за човекови права во корист на македонските здруженија. Одлуката на Страсбур следи во март. Законот за употреба на македонскиот јазик, иако донесен во собранието пред една година, се уште целосно не стапи во сила. Според министерот за култура, месецов ќе завршат процедуралните измени, а државата има капацитет да го спроведе законот во пракса. Законот за употреба на македонскиот јазик, иако донесен во собранието пред една година, се уште целосно не стапи во сила. Според министерот за култура, овој месец ќе завршат процедуралните измени, а со тоа и конкурс за директорот на инспекторатот. Љутков смета дека државата има капацитет да го спроведе законот во пракса, а со тоа и интересот за студирање македонски јазик да се зголеми. Законот за употреба на македонскиот јазик го чека и последното усогласување во законодавниот дом. Министерот за култура очекува до крајот на јануари да завршат процедуралните измени на законот, откако Министерството за култура прерасна во Министерство за култура и туризам. Веднаш потоа ќе стартува примената на ова законско решение, прво преку распишување на конкурс за директор на инспекторатот кој треба да ја следи неговата примена. За да може да се применува во пракса, мора да се формира и инспекторатот за македонски јазик,
но за да се формира инспекторатот треба да се владата треба да отвори конкурс прво за избор на директора, потоа за вработување, но во изминатиот период се менуваат и лиценците. Што значи дека лиценците ќе мора да бидат со Министерство за култура и туризам кога ги издавам. Затоа го минеме тега законот, а потоа ќе треба да се направат измени и во правилникот. Така да правиме се што е можно за да почнеме што побрзо. Министерот Љутков е убеден дека државата има капацитет да го спроведе законот во пракса, преку вработување на лектори во сите државни институции, па се до зголемување на интересот за студирање македонски јазик. Ќе направиме се што можеме да се екипираме, мислам дека имаме доволен број на лектори и мислам дека ова ќе даде можност сега на лекторите и за нови вработување, а и за лекторатите во дипломатските представништва. Законот за употреба на македонскиот јазик, едногласно со поддршка од сите пратенички групи, беше донесен во јануари минатата година по цели 25 години. Законот предвидува вработување лектори во сите државни институции, училишта, издавачки куќи и медиуми. Завршен надзор над примената на законот ке се основа инспекторат за употреба на македонскиот стандарден јазик, а законот дава правна основа и за донесување на национална стратегија за македонскиот јазик. Неговата примена се очекува да го зголеми интересот за проучување на македонскиот јазик преку можноста за стипендирање на ученици од 4-та година средно образование и студенти на додипломски, магистерски и докторски студии. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Да, македонскиот јазик во тема на денот со македонистот професорката Весна Мојсова Чепишевска. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам што гостувате во тема на денот во Дневникот на Сител, надевајќи се дека овие работи кои што ги слушнавте се само дел од тоа за што ќе разговараме, надевајќи се дека ќе се подобрат. Па прво да кажам дека искажам благодарност на телевизија Сител и на Дневникот на Сител дека ја отвара 2025 со исклучително јака тема. Да. Днес ќе се вратам малку назад, сега кон средината на минатиот месец, вие со македонски тим на македонисти учествувавте на, ајде да не ја наречам пионерска, ама на прва на високо ниво, би рекол научно високо ниво и за грчки услови контроверзна конференција посветена на македонскиот јазик и на македонските писатели, на која се говореше на македонски јазик и на која присуствуваа професори од одделот за балкански и словенски ориентални студии при Универзитетот Македонија од Солун. Како е да се зборува на научна конференција во Солун, би рекол центарот на грчкиот национализам, кога станува збор за Македонија? Па беше навистина предизвик, мора да кажам дека долго се работеше на тоа, уште од летото почна, не може да направите нешто сериозно така од денес за утре, нели? И во принцип се одеше на тоа да се разговара за македонистички теми, вие фино спомнавте, значи да се направи еден преглед на македонската литература, за македонскиот јазик, да се зборува за македонските, за преводите од македонски на грчки. И оваа катедра на чело со професорката Александра Јоаниду навистина се подготви околу тоа, направи една добра екипа, екипа од филолошкиот факултет и нивна екипа од оваа катедра за балкански, словенски, ориентални јазици. И она што го кажавте, највозбудливо беше, да речеме, дури и малку и оптеретувачки за сите нас, дека можевме да зборуваме на македонски јазик, а сите тие наши излагања беа преведени на грчки и одеа на видеобим позади нас, значи тогаш кога ние зборувавме на македонски, одеа на грчки. Ова го кажувам затоа што имаше навистина голем интерес. Ние се понекогаш си помисливме дека можеби нема да има воопшто интерес за тоа, или пак можеби луѓето ќе се плашат да дојдат да учествуваат. Но колегите од оваа катедра беа таму, студентите од Универзитетот Македонија беа таму и што најинтересно и покрај тоа што имаше секако имало некакви провокации, некакви писанија, знаете социјалните мрежи денеска се многу јаки, многу присутни и секако дека имало некоја таму можеби некаква вознемиреност, меѓутоа ние од кога почна тој настан се тоа така течеше спокојно, убаво и со многу емоции, бидејќи
покрај професорите од Универзитетот Македонија и Филолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, беа и од таа страна учесници, односно оние кои што живеат, кои што се дел од грчката држава, а се дел од македонската заедница во грчката држава, кои што всушност имаат некакво македонско потекло, дали преку родителите, дали преку мајка, преку татко, но сакаат да го учат и го учат македонскиот јазик, да. Имаш и провокација. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на Subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас на Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Бреновата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување, со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас на Македонија, Драгица Белчевска, ми посакува добра ноќ.